Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник, точно во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денеска, меѓутоа ќе ви откривам малку подоцна за што ќе говориме. Со мене е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина и е портпарол на Комисијата за заразни болести. Би побарала од режија на почеток да ги пушти покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото за да започнеме со денешниот разговор и да го поздравам мојот денешен гостин. Студио Карпино, лулка на енергијата, водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Да, и сме повторно назад во студиото, можевте да погледнете дел од покровителите кои што се во 10-та јубилејна сезона на Ваш термин. И знаете дека имаме секојаш подароци од нив, па оние кои што се заинтересирани слободно може да ни скомуницираат и да се јават, да се вклучат во нашиот разговор. Некаде од пред нова година, значи, имаше многу голем број заболени од грип, нешто невообичаено, некој невообичаен сој на грип, што траеше многу долго, со некои специфични симптоми за кои што многу се жалеа и долготрени, значи долго траеше опоравувањето, кај некои 3 недели, 4, кај некои месец, месец и пол. Многу од луѓето што ги познавам се жалеа на симптоми кои што навистина многу тешко поминуваат. Помала беше бројката во однос на обичниот грип, појавата на ковид, односно беше и диагностицирани новиот сој кракен. И токму поради овие причини, бидејќи навистина и се уште може да се каже дека е присутен, меѓутоа пред да започнеме со емисијата со доктор Злата
повторно се консултиравме, значи бројките се во паѓање, меѓутоа целта на емисијата ми е да појасниме што се случува со овој нов сој на грип, кој е тој, каков е, малку да не информира доктор Злате и дали може да остави некои последици врз здравјето на луѓето. Доктор Злате, ти благодарам. Прв пат тебе по толку време, како што нели си посакувавме да поразговараме за нешто друго, повторно зборуваме за некој грип, меѓутоа не е ковид. Ви посакувам добре деде. Да, фала ви пред се на поканата и секогаш знаете дека со задоволство гостувам во вашата телевизија и во вашата емисија. И навистина сметам дека оваквите емисии се едни од емисиите кои што навистина можат да го доближат она што е непознато за граѓаните, за да можат да ги разберат работите подобро. Во право сте, оваа сезона навистина гледаме зголемување на бројката на луѓе кои што заболуваат од грип, меѓутоа воедно можеме да видиме дека симптоматологијата е малку посериозна. Така, да, не е иста како порано кога имаше грип. Сега нормално, нели, ке повозрастните понекогаш може да биде вака или онака, ама сега навистина беше со некои симптоми кои што се долготрајни, долготрајна кашлица, долготраен секрет, воспаление, температури, изнемоштеност и така натаму. Значи, навистина премногу симптоми испреплетени и многу тешко оди опоравање. Долготрајноста на симптомите очигледно е манифестирана и знаеме дека има луѓе кои што 3 недели се жалат дека не може да се опорават од симптомите, меѓутоа кога веќе зборуваме за тоа кој е предизвикувач, треба да знаеме дека се работи за вирус кој што во изминатите веќе 100 години ние добро познати, знаеме дека е вирусот кој што предизвикува сезонски заболувања, кои што се најчесто респираторно манифестирани и кои што во овој случај би кажале дека за нас е можеби малку изненадувачки долготрајноста колку траат симптомите, меѓутоа дали тоа значи дека се работи за некаков нов тип на вирус, веднаш кога испратиме смирувачки пораки до граѓаните дека не се работи за нов вирус, овој вирус е тој вирус кој што го знаеме веќе 100 години назад. Дали е оној истиот свински грип што беше на времето? Тоа е тој тип на вирус или некој оној што се го има секоја година? Вообичаено два типа на грип кои што сите ги знаеме, а тоа е птичиот грип и свинскиот грип. Да, секоја година се помеѓу популацијата и циркулираат. Обично тие вируси се разликуваат врз основа на комбинацијата на две големи групи кои што ги сочинуваат вирусите, а тоа се неуронамидазата и хемаглутининот. И во зависност од тоа за која се работи комбинација на овие два дела кои што ги споменав, можеме да ги поделиме, да видиме дали се работи за птичи или се работи за свински грип. Она што е карактеристично за вирусот на грип е што никогаш не е исто вирусот на грип кој што го имате минатата година. Секогаш се случуваат мали поместувања во структурата на вирусот кои што го прават различен во однос на минатата година. И затоа секоја година во светот на северната и на јужната хемисфера има состаноци кои што се во форма на собранија каде што се одлучува која вакцина ќе биде применета во тој период од годината за таа хемисфера со цел да се намали интензитетот на вирусот, особено помеѓу популацијата каде што имаме ризични групи, во кои што секогаш ги сврстуваме оние кои што имаат 65 години или повеќе, имаат повеќе коморбидитети, оние кои што се деца пред се оние под 5 години, бремените жени, здравствените работници, се основните ризични групи кои што би сакале да ги заштитиме преку процесот на вакцинацијата. Таа вакцинација се прави со вакцина која што се договара согласно сите циркулирачки соеви на грип кои што сме ги имале во претходната сезона или во сезоната која што е на спротивната хемисфера и врз основа на тоа се дизајнира новата вакцина. Никогаш не постои идеална вакцина која што ќе ве заштити 100% од болест, тоа го научивме за времето на ковидот, меѓутоа оваа вакцина со искуството кое што го имаме во медицината веќе во изминатите 100 години многу добро се адаптира за секоја година. Оваа година имавме 4-валентна вакцина која што подразбира дека покрива 4 типови на вирус кои што би можеле да се појават. Сосема квалитетно се совпадна оние предвидени антигени кои што треба да се во вакцината со цел за да можат да одговорат на, односно да создадат имунитет кој што ќе биде добар кај граѓаните. Оваа година дури рекорден беше бројот на оние кои што се вакцинираа против грип. Негде околу 55.000 граѓани се вакцинираа со таа 4-валентна вакцина и кај се она што можеме да го видиме како Комисија за заразни болести е дека практично сите оние кои што беа тешки случаи или кои што завршија летално
оние кои што завршија летално беа со многу пропратни коморбидитети. Спориме за грип. За грипот. Добро. Беа како резултат на односно последица кај луѓе кои што не беа воопшто вакцинирани со вакцината за грип. Така. Каква е моментално состојбата? Опаѓа бројката, иако се очекуваше и да февруари да биде месецот кога ќе го достигне пикот, па да почне да се намалува, меѓутоа најверојатно пикот беше некаде околу Нова година практично. Бидејќи почна некаде од крајот на ноември грипот некако ми се чини. Така е. Ова перцепцијата ви е сосема на место. И тоа и во Комисијата за заразни болести го коментиравме дека оваа година грипот започна некако порано. И за среќа и вакцинацијата започна порано, така да ги поклопивме тие две работи. Она што можеме да видиме е дека оваа крива која што ја гледаме кај овогодинешната сезона на грип се разликува од оние 12 годишни процеси кои што ги гледаме во изминатата година. Кога обично во февруари секогаш е пикот, па некаде март веќе почнува да опаѓа бројот. Токму така. А сега гледаме дека пикот беше негде во втората недела од месец јануари и гледаме веќе 3 недели континуирано опаѓање на бројките. Дали тоа значи дека пикот го оставивме зад нас и дека сега може само да следи олабувување на состојбата? Се надевам дека тоа е така. Меѓутоа, извештајот кој што го добиваме од Институтот за јавно здравје говори токму во таа насока дека ние имаме постепено намалување на бројките на детектирани лица кои што се позитивни на вирусот на инфлуенца, односно грип. И како резултат на тоа можеме да кажеме дека евентуално ете тој потенцијален пик кој што и не беше по интензитет толку висок колку што го очекуваме секоја година, просечно негде околу 150 случаи на 10.000 жители, мислам дека беа, се јавуваа секоја година. Сега не достигнавме ни границата од, мислам, 75. Половина од она што е сметам дека сепак имаше многу, бидејќи многумина и не појдоа на лекар, многумина и не се ни заведени дека имале грип, бидејќи навистина имаше многу болни. Секоја година е тоа вообичаено. Сериозните центри кои што ги анализираат тие податоци, центрите кои што се занимаваат со таа здравствена статистика, даваат едни други бројки кои што се предвидени бројки. И они велат во ред, во овој момент имаме 75 заболени на 10.000 жители, меѓутоа тоа значи дека веројатно бројките се на оние кои што не ги диагностицираме 3 пати повеќе. Така, да. Тоа се случуваше и за времето на ковидот, така се случува и сега. Немаме можности и всушност кај да се разбереме и кај грипот не е препорачливо ни по протокол да се тестираат сите оние кои што имаат симптоми. Туку се третираат оние кои што имаат симптоми, и оние кои што се потешко болни, се прави така наречен сентинел надзор, оние кои што ќе завршат во болничка установа, со цел да се види кои типови се оние кои што предизвикуваат најчесто хоспитализација и тешки форми на болест. И такви има 7 центри во Македонија, кои што редовно испраќаат податоци до Институтот за јавно здравје и врз основа на кои примероци после тоа се прави анализа за да се види кои се тие примероци на вируси кои што ќе се детектираат во материјалот, а предизвикуваат така наречени сериозни акутни респираторни инфекции или САРИ. Тие сериозни акутни респираторни инфекции или САРИ се најчесто оние кои што предизвикуваат хоспитализација кај пациентите. Таа сериозност секогаш практично завршува со хоспитализација и поради таа хоспитализација би сакале да знаеме кај кои луѓе треба да внимаваме и кои се тие вируси на кои што треба да внимаваме, што ќе предизвикаат таков вид на компликација кај граѓаните. Така. И сега нешто што како што го посочивме на почетокот што е невообичаено, би сакала некако ако можеме да објасниме зошто толку долго траеше, зошто му треба толку време за да човек дојде во нормална состојба, значи долготрајни проблеми со дишните патишта, со секрети, искашлување, кашлање и така натаму, дури што ги познавам луѓе се жалат дури месец и половина и после грипот се уште имаат проблем со секрет, со воспаление, со дишни патишта, со особено кај возрастните или оние кои што веќе имаат некакво заболување кое што е поврзано со респираторните патишта, може да се јави пролонгирано. Видете, 2 години бевме под маски. 2 години бевме под маски, може да го земеме тоа како една од причините кои што треба секако науката низ своји добро докажани методи да го покаже. Сигурно дека се прават голем број на истражувања и гледаме се повеќе и повеќе нови анализи кои што дадат во насока на тоа дека за овие 2 години додека бевме под маски практично заборавивме на грипот. Нашиот организам практично како да го избреше имунитетот кој што со години, со децении сме го создавале во однос на грипот и сега како да ни доаѓа
еден нов практично вирус кој што треба да го навикнеме тек до прва. Меѓутоа гледаме дека во основа организмот памти и пред 2 години што се случило и дека се уште немаме такви компликации, посебно не од вирусот на грип, да предизвикуваат преполнување на болниците или да предизвикуваат тешки форми на болеста кои што гледаме дека траат по неколку недели, меѓутоа да се разбереме, тоа не се тешки симптоми кои што можат практично да ве хоспитализираат. Најголем дел од тие случаи кои што ги разговараме се надвор од болниците, или што би рекле ние outpatient, не доаѓаат во контакт со... Да, меѓутоа некако чудно е. Апсолутно тоа да. Што се случува. Веројатно подзаборавениот имунитет за она што се случувало во текот на изминатите неколку години си го има својот ефект. Организмот треба да го научи тоа. Обично вирусот на грип кај оние кои што и во минатото, кај оние кои што предизвикуваше малку посериозна симптоматологија, траеше и повеќе од 7 дена. Тоа беше едно општо правило кое што беше прифатено и беше силно манифестирано со високи температури кои што траат неколку дена и со кашлица и со замор, болки во мускули и така натаму. Меѓутоа она што сега го можеме да го видиме, може би да се каже, ќе видиме како што кажа во иднина, што ќе кажат студиите за да бидеме точни и прецизни во она што го говориме. Меѓутоа една од хипотезите е дека најверојатно заборавениот имунитет е една од причините зошто толку долго трае и зошто се толку манифестирани симптомите од вирусот на грип оваа година. Конкретно кој тип на грип е овој што беше со вакви симптоми? Хајде не да не претежно оној кој што доминира во нашата земја. Тоа се вирусот на грипот типот А, од типот Б, оние кои што беа од Брисбен и Калифорнија, се уште не се детектирани, така да во однос на она каков е распоредот на вирусите во регионот, не можам да кажам само во Македонија, туку воопшто во регионот, во Европа се претежно доминантни овие комбинации на вирусните групи. Она што е исто така важно е дека, како што кажав, комбинацијата на вакцината ги содржи сите 4 варијанти кои што евентуално потенцијално би со доброто покривање. Има земји кои што покриваат речиси 70% од сите оние кои што се високоризични групи, што е идеално препорачливо. Би требало, например, за нашата земја во тој случај да се набават многу повеќе од 20-30 вакцини колку што во минатото се набавува, затоа и оваа година беа набавени рекордни 60.000 вакцини и мислам дека има уште 6.000 комерцијални вакцини, блиску бројката е до 70.000. Веројатно оптималната некоја бројка за Македонија би било дека би требало да има некако околу 100.000 вакцини, меѓутоа гледаме секоја година дека прогресивно се зголемува бројката, што е добро, и гледаме дека интересот за вакцинација останува исти, така да се дека имаме квалитетни 4 валентни вакцини кои што ги покриваат сите овие соеби што ви ги споменав, и додека имаме висок интерес за вакцинација, многу е веројатно дека високоризичните групи ќе ги заштитиме и гледаме многу помалку хоспитализации, помалку смртни случаи, повклучувајќи и кај оние со коморбидитет и реков, кај оние кои што имаат веќе докажани коморбидити како што се срцеви болни, оние со мозочни удари, ревматски заболувања, оние што имаат нарушување на респираторните органи, задолжително е практично препораката за вакцинирање со вирусот, со вакцината против вирусот на грип. Нешто што прочитав деновиве, нели не би сакале да создаваме лажни паники кај луѓето, меѓутоа вие ќе го објасните ова за да не нели ако прочитаат нешто или ако слушнат да не се тревожат, бидејќи нели премногу имавме стресови со ковидот, па не би сакала да делуваме негативно нели на се ова што се случува. Велат се опасност да се прошири птичиот грип. Што би значи? Што значи тоа и што би значило тоа ако веќе се прошири? Ништо ново, практично, јако што кажав, речиси секоја година во заедништво од комбинацијата, кажавме на она од што е создаден вирусот, имаме или птичи или свински грип. Не значи дека ако имате додавка на некое животно пред зборот грип, дека се работи за нешто посериозно, кажав, 100 години наназад се работи за таквата комбинација на грип. Во 2009 година пандемијата беше како резултат на свински грип, пред нејзе, мислам, 2002 година беше птичи грип. Во зависност од тоа која сезона доминира некој од овие варијанти, вие може да имате или птичи или свински грип. И тоа е само една класификација која што и ние ја користиме во делот на идентификацијата на вирусите. Тоа не значи дека се работи за нешто посериозно. Знам, имаше многу и независно од ова што го прашувате, имаше голем број на прашања и практично секоја година може би ги добиваме ние докторите, за тоа
кога ќе ни кажат, ама знаете, јас имав свински грип, и тоа се подразбира како дека е нешто по дефолт страшно, дека е за вас тоа, дека сте имале не знам како грип, а практично се работи за грип кој што можете да го видите во текот на секоја сезона. Кои се обично симптомите, ајде вака да ги потенцираме до нашите граѓани, кои се оние симптоми кои што треба да им посочат дека имаме грип? Ја мислам дека сите сме ги преживеале, па и со ковидот, ако ги земете во предвид и тие, и тој како патоген кој што предизвикуваше симптоми, тие се симптомите. Ќе имате течење од носот, ќе имате болка во грлото, ќе имате проблеми со дишење, особено при оние кои што веќе е посилно манифестирана оваа форма на грипот, омалаксаност, покачена телесна температура, болки во мускулите, болки во грбот, па би за овој вирус на грип беше една од основните карактеристики тоа дека болките во пределот на грбот беа речиси интензивни на ниво на она што може некој да го доживеат како сензација кога беа болни од ковид. Голема е сличност, се работи за два респираторни вируси. Разликите се во видот на вирусот кој што се пренесува. Знаеме дека се работи ваму за коронавируси, ваму е вирусот на инфлуенца. Независно од тоа која група ја опфаќаат, и двата вируси се респираторни вируси. Првиот таргет им се респираторните органи. Дали се работи за горно респираторни или за долно респираторни, апсолутно не е важно. Ако е долно респираторно, тогаш веќе завршува и може да заврши со бронхопневмонија која што ќе биде вирусна, а ако е горно респираторно, се работи само за горно респираторни симптоми, како што кажував, може да се манифестираат како течење на носот, болка во пределот на грбото, болка при голтање, отеченост некогаш на лимфните јазви и така натаму. По основа сега, во извештаите на Институтот за јавно здравје, можеме да видиме дека се неколку вируси во циркулација. Ако го земеме ковидот, кој што е, речиси, домакин, од домакинот помеѓу нас. Каква е состојбата, има ли има пропратно и други вируси, меѓутоа се би кажал дека се во бројки кои што се маргинални. Доминира повеќе грипот? Апсолутно. Грипот е моментално најдоминантен вирус кој што го имаме во Македонија. А зошто го потисна ковидот? Мислам дека ковидот со тек на времето стана ја преде во таа ендемска фаза на која што бевме навикнати за грипот. И сега малку е поразлично кај ковидот е тоа што таа ендемичност не е точно предвидена како што е кај грипот. Знаеме, грипот се јавува некако во периодот од почетокот на ноември до април месец, а ковидот практично не препознава сезона, може да го има и во текот на летните месеци, може да го има и во текот на зимските месеци. Така да сега ковидот е во една фаза на непредвидлива ендемичност. Не знаеме кога ќе се појави, за временски збориме. А грипот е многу предвидлив ендемично и знаеме дека во текот на зимските месеци ќе го имаме грипот. Не дека го истисна, туку веројатно ова е период во кој што ковидот веќе навлезе во таа и предвидлива ендемичност, така да нема веќе еве бројките кои што на неделно ниво ги добиваме за оние позитивни на ковид, околу 100 не се воопшто страшни, меѓутоа бројките на оние кои што се заболени од грип, иако се сега намалени, рековме трета недела поред, се 700. Иако се очекуваше кога започна новата учебна година дека ќе има зголемување на бројките, меѓутоа не се случи, што значи дефинитивно дека можеби како што кажавме предходно, дека пикот на грипот. Да, и ние како Комисија за заразни болести имавме баш состанок токму пред да започне школската година, таа недела кога имаше и дебати за тоа дали треба да се почне со школската година, па се одложи за едно недела дена. 3 дена и практично беше од понеделник наредната недела требаше да се започне. Една од дилемите беше дали треба да се одложи школската година поради тоа што се очекува зголемување на бројот. Бевме внимателни, не сакавме тука да направиме дополнителни проблеми на системот, затоа што сметавме дека нема да има такви последици по системот и на крај се испостави дека тоа е точно. Еве гледаме денес дека бројките континуирано од недела во недела паѓаат, што е добро и се надевам дека така и ќе остане. Сметате ли дека работата со ковидот е веќе на некој начин можеме да кажеме дека е завршена? Најискрено се надевам дека е така. Премногу ангажмани, нервози, стресови. За сите. Сите доживеавме, и професионални и човечки. Беа тие проблеми со кои што се соочувавме во изминатите 2,5 години. Ја кажав, веројатно ние докторите сме првите кои што ќе сакаме да го видиме ковидот, како се оди во историјата, граѓаните заедно со нас, затоа што и нивните маки беа очигледно едни од најголемите. Би сакал навистина да мислам дека ковидот дефинитивно го пензиониравме и дека нема да го имаме назад, меѓутоа секогаш постои
предупредувањето дека вирусите Се како непредвидливи. патогени кои што никогаш не можеме да ги предвидиме, се толку непредвидливи што не знаеме кога би се појавила следна епидемија или следна пандемија. Секогаш постои некаква епидемија. Ви текнува на епидемијата со мајмунски сипаници. Да. Тоа беше нешто што беше силно актуализирано, се создаваше Сега и повторно повторно имаше дополнителен епидемии стрес. на сипаници кај децата. Морбили секогаш Да. има, значи во зависност Најверојатно имаше нели информација дека многумина од родителите не ги има вакцинирано децата. да. И така Тоа е повторно едно, се активира. тоа е едно од сериозните проблеми Се сеќавам со кога кои разговаравме со вас во една од емисиите, вие кажавте дека вие кога бевте нели начело на здравствен дом Скопје, тогаш со тогаш масовна беше вакцинација успеа да се тогаш е и последниот случај на морбили регистриран во државата, тоа е 2019 Да. година. Практично во 2019 година, негдека во септември месец, мислам дека Министерството за здравство прогласи крај на епидемијата со морбили во Македонија и од тогаш до денес не е регистриран ниту еден случај. така Но до скоро. загрижувачки е, апсолутно, мислам дека се уште не е регистриран ниту еден случај на морбили. Немаме случај на морбили. Имавме сега скоро во Штип. Се работи за суспектен случај, Не за повеќе, непотврден. повеќе. Во ред. Меѓутоа, состојбата до сега, до овој момент, практично беше непроменета. И од тие причини, тогаш Министерството за здравство кажа дека затоа што има висок степен на вакцинираност помеѓу Да, популацијата. меѓутоа баш поради тоа беше информацијата дека е низок процентот повеќе број на на родители не вакцинација. ги вакцинирале децата заради целата состојба со ковид. Тоа е една од ги основните спуштиле причини. редовните вакцини и заради тоа се случило. Тоа е една од основните причини. Меѓутоа да се надеваме дека ве све ќе се нормализира. Нешто што често пати вака си го поставам како прашање, последниве, ајде да кажам, година дена, после се тоа што не се случува со ковидот, со прележување на ковид, многу луѓе се разболуваат од некои невообичаени болести, невролошки, срцеви, со тироидеа, па дури тумори на мозок. Дали воопшто некогаш вака кога сте имале состаноци или некој вака да иницира да се направи некој истражување зошто е толку зголемен бројот на овие некои специфични заболувања? Не, на што се должи не тоа? само истражување, се должи на постковид синдромот кој што знаеме дека Значи е сепак карактеристичен. направи проблеми. И се уште прави Во однос на проблеми, значи здравието. голем дел од луѓето кои што има, особено оние кои што имаат тешка форма на ковид, се уште чувствуваат тегоби кои што може да се манифестираат низ форма на 3 кластери на заболувања, така ги класифицираме. Прво се невролошките, и најбројни се невролошките заболувања кои што се явуваат, второ се кардиореспираторните заболувања и третото се мултиинфламаторниот синдром заболувања кои што може да се манифестираат на било кој орган во телото. Значи токму по овој редослед доколку ги разгледувате ќе видите дека каде најмногу се явуваат проблеми. Невролошките проблеми се должат пред се на карактеристиката на вирусот, а тоа беше да е вирус кој што силно се врзува за внатрешната обвивка на крвните садови и таа негова способност да ги оштетува, да ја оштетува внатрешноста на крвните садови, понатаму резултира со низа нарушувања кои што се резултат на нарушување на васкуларизацијата на органите. Најосетливи на таквиот тип на оштетување секако се покажаа мозочните структури, нервните структури и поради тоа најголем дел од симптоматологијата која што сега ја гледаме во пост-ковид е поврзана со невролошките симптоми, секако кардиоваскуларните заболувања. Многу голем број на појава. Комисијата за заразни болести од тие причини препорача дека треба силно да се фокусираме во наредниот период на тоа како ќе контролираме пост-ковид синдромите и што би требало да направиме по однос на тоа како би ги третирале. Капацитетите постојано се зголемува. Практично имаше информација до сите клиники, болници, сите оние кои што третираат симптоматологија која што би била налик на пост-ковид симптоматологијата, со особено внимание да ги земат во предвид симптомите кај оние кои што прележале тешка, па дури и лесна форма на болеста, со цел да можат да се превенираат дополнителни компликации во форма на тромбози, мозочни удари, инфаркти, заболувања на респираторниот систем. Знаеме дека ендокринолошкиот систем исто така сериозно беше засегнат, голем дел од луѓето кои што прележаа ковид после тоа добија шеќер или има нарушувања на тироидните хормони. Сите тие нарушувања кои што беа комплицирани. Премногу проблеми со здравјето кај луѓето. Ова го кажувам и од
аспект што секој гостување на некој специјалист, нели, за одредена тема, кога ќе го прашам каква е состојбата со луѓе кои што ви се јавуваат, нели, на прегледа, кои што прележале ковид, пак добиле сите го покажуваат прстот на ковидот. Да, токму така и заради тоа и прашувам дали и воопшто ќе се направи некоја стратегија како да се справиме со овие пост-ковид проблеми кај луѓето. Токму дали така. воопшто се размислува околу тоа? Да, кажав, таа стратегија веќе од февруари месец минатата година е не само на хартија, туку и преточена во активности кои што се на ниво на клиники. Меѓутоа, земете во предвид дека еве кај нас беа регистрирани, ќе кажеме официјално, околу 370-380 илјади случаи на ковид. Сметете дека таа бројка е речиси 2 пати поголема. Дури и 3 пати можеме да кажеме. Не би сакал навистина да... Има многу и асимптоматски што прележа, токму така, со многу благи симптоми. И со оглед на тоа колку ги имаме асимптоматски, можете да земете во предвид дека навистина бројката е голема и дека голем дел од луѓето кои што прележале ковид, особено овие за кои што сигурно знаеме дека имале симптоматологија за тоа што се во таа група на дијагностицирани, може да очекуваме дека кај нив треба да се со внимание да се следат сите симптоми со цел да немаме компликации кои што би завршиле со трајно нарушување на здравјето или со привремено нарушување на здравјето или не дај Боже со смртен исход. Да, бидејќи во секојдневието постојано слушаме дека млади луѓе доживеале мозочни удари, па дури и завршуваат нели фатално. Ништо, никакви симптоми, нели здрав прав. После оваа пандемија се некако слушаме дека некој починал од мозочен удар, од срцев удар, добил тумор на мозокот, добил некоја невролошко заболување, автоимуно заболување. И се сведува на тоа дека навистина ковидот остави големи последици по здравјето на луѓето. Го гледаме тоа за жал и статистиките го гледаме како бројка. Во светот има една метода на броење на прекомерната смртност. Се извинам што ќе ви упаднам во говорот. Дали имате, бидејќи знам дека ги следите многу вие работи, и дали воопшто имате сознанија за некаде надвор, дали имаат направено некоја статистика во проценти, што се, како се случува? Тоа е континуирана статистичка метода која што се води. Јас тоа и сакав да ви го објаснам. Се работи за прекомерната смртност. Значи, доколку земете во предвид дека до пред појавувањето на ковид од 2019 година, во светот на годишно ниво починуваат помеѓу 55 и 60 милиони луѓе. Така. Она што после ковидот може да го видиме е дека таа бројка која што просечно во изминатите 10, 20, 30 години сме биле навикнати да ја гледаме во текот на оние пријавени смртни случаи во текот на годината, сега е зголемена. Да, и тоа се вика вишок на смртни случаи. Сега таа не е за да ја броиме во бројка на десетици милиони, меѓутоа има зголемување во бројката на млади луѓе. Апсолутно во сите старосни групи. И она што е загрижувачки е што навистина ни статистиката гледаме дека има така наречена вишок смртност или excess deaths, која што не била карактеристична до пред 2019 година. И ако се оди по логиката на настаните, практично не постои ниту еден друг причинител кој што би можел да го промени тоа од 2019 година до денес, освен ковидот. И затоа е таа причинско-последична поврзаност која што е епидемиолошки така дефинирана, за да може да кажеме дека навистина поради оваквиот тип на промени во светот, односно појавата на ковидот, сега имаме вишок на смртност. Последиците не мора да бидат директни, не мора да починете како резултат на ковид да ви се јави акутен респираторен дистрес синдром или да ви се откачи тромб, па да добиете мозочен удар или срцев удар, тромбемболија и така натаму, да ви откажат бубрезите. Едноставно можете да го поминете процесот на закрепување, а после тоа да ви се случат проблеми кои што се на органите. Ќе мислите дека се во ред? И одеднаш се случуваат проблеми кои што се поврзани најчесто, како што кажа, со васкуларниот систем и заради тоа се јавуваат. Меѓутоа, без разлика на се, ја мислам дека и како стручна фела сме веќе прилично свесни за тоа што се случува во светот. Веќе имаме искуство не само со ковидот, кој што веќе 2 години на нас го гледаме како доктори, туку имаме искуство и со пост-ковидот, затоа што и тој го гледаме, ако ништо друго, повеќе од 2 години од првите случаи кога веќе се дијагностицирани, па ги гледаме тие компликации. И добрата
страна на тоа е што навистина сме свесни за сите компликации кои што може да се случат. Жално е што мораме да се справуваме со таква работа, но барем како што кажа свесноста за тоа дека постои опасноста е тука. Да. Може ли овој грипов што го имавме сега или оваа зима да остави некои последици врз здравјето на луѓето? Искрено не верувам дека тоа е возможно. Како што кажав, грипот и ковидот се сосема две различни работи. Оние кои што се трајни оштетувања, кои што ги гледавме како резултат на ковидот, се оштетувања да, беше мултисистемско заболување беше ковидот, кој што паѓаше навистина повеќе дури и по системи кои ќе ги гледате, ако земете што правеше конкретно на белите дрови, го спомнавме веќе акутниот респираторен дистрес синдром, е нешто што ни толку често, ни толку силно манифестирано не можехме да го видиме кај грипот. Така да грипот е се уште болест која што е сосема различна, болест која што е сосема полесна. Само станува на тоа дека можеби подолго да трае, но сепак сега треба време да се врати организмот во нормално. Токму така. Сега за сега можеме да бидеме спокојни дека се работи за вирус на кој што сме навикнати, како што кажа, во изминатите 100 години да го преживуваме секоја година и дека не треба многу да бидеме загрижени во однос на тоа. Едноставно можеме низ една ваква емисија да ги споделиме информациите, чисто за да знаат граѓаните за тоа какви се симптомите, како би требало да се заштитат. Меѓутоа, апсолутно без никаква доза на загриженост или вознемиреност поради тоа што се работи за нешто што го гледаме веќе 100 години. А како што посочивте онаа група на како што ги или посочуваат секогаш повозрасните над 65 години, малите деца да ги чуваат добро, бремените жени и здравствените работници, зашто здравствените работници не требаат за да не лечат. А ги има се помалку за жал. За жал. Некако и во однос на тоа некако повеќе одат веќе надвор од земјава си параат, нели? Да, тој брейн дрен е еден од најболните и за секоја земја. Обично видете, ако сакаме да успееме, да создадеме подобра благосостојба на било која држава, ќе треба меѓу другото и да се ги почитуваме еве и тие работи како држави меѓу себе. Воопшто, например, во светот, не знам дали знаете, постои кодекс за превземање на докторите. Доколку во една земја имате еден здравствен систем кој што има проблеми со здравствените работници, не се само докторите, тука се и сестрите, и болничарите, сите оние кои што се квалификувани да дадат здравствена грижа. Почитувајте ги проблемите кои што произлегуваат од дефицитот на кадар на таа земја. Немојте да земате од таа земја доктори и сестри. Меѓутоа, за жал, тоа никој не го почитува и голем број од лекарите се уште се заминуваат во странство и оние земји кои што би требало тоа да го почитуваат пред се како кодекс не го почитуваат. За жал, и еве гледаме колку е голем изливот на мозоци од државата. Тоа кога тогаш ќе биде сериозен проблем. Не само во здравството воопшто. Ако не најдеме сериозно решение за тоа. Сите стручни кадри што ги имаме во земјава, за жал, па дури младите веќе си бараат секогаш некој решение надвор. Доктор Златан, мене беше многу драго, некако ми се чини дека кажавме многу убави информации, еден осврт дадовме на сето она што се случуваше, како со грипот, така и со ковидот, да се надеваме еве дека нели грипот се смирува, сите оние кои што не следат, кои имаат некои проблеми, ќе се смири грипот, ќе му пројде, знаеме од искуство. Да се надеваме дека повеќе нема да имаме проблем со епидемии и пандемии, бидејќи видовме дека многу беше нацена на здравјето на луѓето, значи пост-ковид говорам. Заради тоа не посакувам повеќе да има некоја таква појава на некој ваков сличен вирус како ковид, не само да се надеваме, многу е поважно да бидеме подготвени, затоа што ако не бидеме подготвени... А подготвени ли сме? Па се подготвуваме. Еве, например, ја мислам дека Комисијата за заразни болести навистина барем нас работите во државата често се менуваат. Еве, вие сте во моментов нели во Комисијата за заразни болести, не знам што се случува денеска. Секогаш има некоја тензија за да знаеме што е. Да, секогаш се случува нешто, сега веќе имаме можеби нов министер, не знам што ќе се случи, нели расправаат по собранието. И повторно тука некако сите работи потоа некако се враќаат како од почеток. Барем така велат оние кои што имаат проблемите и кои што комуницираат со Министерството за здравство, меѓутоа вие нели нема да ве заморувам со оваа тема. Се надевам дека многу скоро ќе го завршите она за кое што сакам да потенцирам субспециализација, така се вели, пулмологија. И ќе можеме потоа да ве имаме тука во
во Ја се надевам ваш дека ќе има термин и многу како помалку пулмолог. теми за разговор. Така, кои што ќе меѓутоа, бидат оние врзани кои за што се проблемите. стандардните проблеми Секогаш на со располагање. пулмологијата, да ги доближиме до граѓаните. Ви благодарам многу за денес и драго ми беше. Благодарам и на вас на поканата, секогаш со задоволство. Почитувани гледачи, тука сме на крајот од денешното издание на ваш термин. Се надевам дека се тоа што го говоревме и дадовме еден осврт не само за грипот и за сето она што се случуваше во изминативе 3 години со ковидот, постковид проблеми, многу проблеми со здравјето. И еве апел до сите оние кои што ги имаат прилежано ковид во потешка форма, како што кажа доктор Злате, па и оние во полесна, ако почувствуваат некои невообичаени симптоми, да се јават веднаш на лекар за да навреме го решат нивниот проблем или да пристапат кон решавање. Ви благодарам за вашето внимание, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.